кажа Марко дека доброто здравје всушност кај нашите миленици започнува секако со преголема грижа, да обрнеме внимание, се разбира, на кожата, на негата, на нивната кожа и крзна, се разбира, и да реагираме веднаш доколку забележиме некакви кожни промени или проблеми кај нашите миленици. Токму ова утро ни е и денешната тема, а мојата денешна соговорничка наместо Светла Дракуловска ќе биде доктор Кристина Атанасов. Добро утро и добро дојдовте во нашето утренско. Добро утро и благодарам на поканата. Денес ќе дискутираме малце во однос на кожата и кожни заболувања, заштита и нега за крзнота. Една важна тема, верувам дека и вие тоа ќе го потврдите. На почетокот сакам да напоменеме општо земено, која е правилната нега на нивното крзно и кожа? Значи вака сега, кога ќе земат самите собственици миленик, убаво е да се информираат во однос на должината на крзното, редовното четкање на крзното, одржување на хигиената, значи збориме за правилна нега во однос на бањање, значи убаво би било еднаш месечно до 2 месеци да се одржува негата на крзното во однос на бањањето, збориме за кучиња кои што имаат подолга длака, четкањето треба да биде секојдневно, особено оние, повторно ќе напоменам, кои што се со подолга длака, оние кои што се со пократка, во ред е да се одржува и еднаш неделно, меѓутоа тоа е доста битен момент и собствениците би требало да се доста внимателни во тој поглед. Секако да обрнат внимание. Веќе кога станува збор за сите оние кожни проблеми, може да напоменаме и за оние кожни промени кои што се случуваат како резултат на болви, некои алергии со оглед на тоа дека не доаѓа и пролетта, па верувам дека голем број на собственици ќе имаат и такви проблеми. Може да започнеме најпрво со самите алергии. Какви видови на алергии имаме кај кучињата и дали тоа зависи од нивната раса, возраст? Апсолутно. Значи, кога зборуваме за алергии, зборуваме за различни видови на алергии, збориме од надворешни фактори, односно надворешна средина, како што се јавува на алергија нели кај луѓе кога ќе дојде пролет, и збориме и за алергија на храна. Значи, во однос на алергиите, тоа е малце покомплициран процес, малце покомплицирана диагностика. Првично, за да дојдеме до моментот дека се работи за алергија, треба да се исклучат сите останати други кожни паразити, како што напоменавте, нели со затоплувањето сега на времето почнуваат да се активни и болвите и крлежите. За жал, болвите ги имаме преку целата година, значи редовната заштита против овие ектопаразити треба да биде континуирана, односно дали ставање на ампули на месечно ниво, давање на оние таблетки кои што се исто така за надворешни паразити, постојат различни производи како и каивчиња, кои што се со подолготрајна заштита. Во однос на алергија предизвикана од болва, тоа е доста често се случува кога прикаснување на самата болва и кожата и крзното на самото животно, на самиот миленик може да изреагира во однос да се појави црвенило, така што собствениците би било убаво, да го препознаат тој момент и брзо да изреагираат за да може да се спречи состојбата на време пред да настане некоја голема промена на кожата. Така што тоа е редовна заштита за да може нели да биде и миленикот задоволен и собственикот и дома да не настане инфестација со болви. Значи, главни симптоми не се црвенило, прекумерно чешење, верувам, но може ли овој симптом да биде знак за некој друг проблем, некоја друга болест? Апсолутно, да. Симптомите се неспецифични. Најпрво собственикот тоа што ќе го примети е чешањето и црвенилото. Чешање зборуваме во поглед на тоа онда е интензивирано, да не може самиот миленик да спие нормално, така што собственикот тоа е првиот момент кој што го приметува кај својот миленик и тоа е на моментот кога собствениците реагираат и доаѓаат во контакт со нас, со ветеринарниот доктор, кај што ги објаснуваат овие симптоми, тука почнува целата диагностика и исклучување на сите работи кои што може да го предизвикаат оној пруритус или чешање кај миленикот. Секако треба да се консултираат со вас, односно со компетентни лица. Пред малку во самиот разговор напоменавте всушност и за алергија предизвикана од храна. Како се случува тоа, од каква храна, како правилно да го храниме нашето милениче, пак ќе го напоменам, моментот на доаѓањето на пролета, можеби не е толку топло како во летниот период, дали влијаат самите температури, зборувам во однос каква храна да им даваме на нашите миленици, дали полесна храна?
Па не би го поврзала тој момент кога зборуваме за алергија предизвикана од храна, тука е вклучен најчесто и самиот протеин на храната. Значи никогаш самото животно не може да го поднесе тој протеин, во најчесто се пилешкиот и говицкиот протеин и исто така морам да напоменам дека доста собственици заради тажниот поглед на своето милениче знаат и од маса да дадат човечка храна. Тоа не го препорачуваме, мислам во никој случај, затоа што прво може да им направи проблем со жлездите, а потоа да направат проблем, односно го предизвикаат оној момент на алергија на кожа. Така што убаво би било значи да се придржуваат до моментот хранење со сува храна, односно храна која што е оние грицки или обичните кои што се препорачени за миленици, доколку таа храна не одговара во однос на исклучување алергија на храна, тука веќе се ставаат на медицинска исхрана со нов протеин кои што го јадат одредено време за да исклучиме алергија на претходната храна која што има конзумирана. За крај сакам да ве прашам и за непријатната миризба кај самите миленици, односно дали таа непријатна миризба најчесто се јавува од несоодветна хигиена или пак може да биде резултат на некоја кожна промена, односно кожен проблем? Најчесто се работи за кожен проблем. Мислам, доколку не се одржува хигиената на крзното, апсолутно дека може да дојде до појава на кожна болест. Тука најчесто ги вклучуваме габичните и бактериските инфекции, затоа што доколку самиот собственик не одржува хигиената на миленикот, значи не го чешла крзното, тука веќе се формираат оние тутки, нели на крзното кои што не можат убаво да се расчишлаат, тука се собира влага на самата кожа, почнуваат да се размножуваат микроорганизмите. Така што таму доаѓа таа непријатна миризба и веќе е почнат процес за кој што треба да се реагира и од страна на собственикот и од страна на ветеринарниот доктор, за да може да му олесниме на миленикот да има подобра благосостојба и да се намали и миризбата и да се среди самата состојба. Илите мора да реагира собственикот и ветеринарот, тоа значи дека собственикот не треба да презема ништо во своји раце, туку да се консултира со вас. Апсолутно, затоа што кога даваат на своја рака самите собственици, колку и да сакаат да помогнат, некогаш знаат да ја влошат состојбата. Еве чист пример ќе го дадам шампонот Бекутан, тој е за бебиња. Ги бањаат самите миленици мислејќи дека Бекутанот како шампон не би требало да изреагира, меѓутоа доста лошо знае да изреагира кожата на миленикот доколку се користи пример тој шампон. Благодарам многу за овие корисни совети и за одвоеното време овој. Ви благодарам на вас, поздрав до вас и до вашите гледачи. Се надевам ќе се видиме во друга прилика. Се разбира дека ќе се видиме и повторно ќе зборуваме за вакви интересни и важни теми за сите собственици на милениците, а секолку доколку не гледа ова утро треба да запаметат дека доколку забележат некаква кожна промена без разлика дали станува за непријатна миризба, црвенило, прекумерно чешање на самиот нивни миленик, тоа значи дека најверојатно има некаков проблем и треба да се обратат кај компетентно лице, односно кај ветеринарот, кај кој што секако често одат.